Трагедијата со убиството на Вања е емотивна траума за децата, но и за возрастните. Психолозите алармираат дека колективниот страв кој што владее во моментов кај граѓаните ќе остави психолошки последици, но најмногу кај неблиските на Вања. Психологот Мирјана Јовановска-Стојановска вели дека сега одговорноста е кај возрастните, но и кај наставниот кадар и кај стручните лица, да им се пристапи на учениците за да го надминат чокот. Во овој момент за многу од младите и од возрастните можеме да кажеме дека се травматизирани од веста. Само се надевам дека таа траума нема да остане долго и дека ќе успеат да ја процесираат емоциите кои ги чувствуваат, она кое моментално го доживуваат. Ке, нели како викаат дека времето го лечи, ама нема да оставиме само на времето, него дека ќе успеат тоа што побрзо да го преживеат. Случајот со Вања Ѓорчевск ја потресе целата јавност, а родителите се во најголем шок и страв. Тие се плашат за безбедноста на своите деца, но тоа во овие моменти е нормално, велат психолозите. Според нив, единствено и најбезболно пребродување на оваа трагедија е времето, но неизбежна е и стручната помош. Раните никогаш нели остануваат секогаш белези од раните. Може би раната нема да крвари, ама ќе остане белек, затоа што тагата, болката која моментално чувствуваме сите ние, никогаш нема да се заборави. Ама околу тоа ќе изградиме и понатака нели живот, обврски, емоционални врски, контакти, ќе дадеме некоја друга содржина на животот. Психолозите веќе почнаа да објавуваат и јавни совети за полесно да се поминат овие траорни моменти. Дозволете им на вашите деца да знаат дека е во ред да ги изразат своите чувства, без разлика дали се тоа страв, збунетост или тага. Уверете ги дека нивните емоции се валидни. Никако не ја минимизирајте трагедијата или тоа што тие го чувствуваат во врска со неа. Вежби за дишење, моменти на тивко размислување или молитва може да бидат ефективни алатки за управување со аксиозноста. Не заборавајте на физичката активност и доволно одмор. Обезбедете информации соодветни на возраста, дискутирајте за безбедносните мерки без да предизвикувате непотребен страв. Експертите укажуваат дека се неопходни системски решенија кои ќе бидат корисни за итна примена при трауматични искуства како убиството на Вања, но и при катастрофи од поголеми размери.